Добро вечер и Божи благослов се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Навистина мене ми е мило и драго што можеме и оваа вечер по милост Божја да бидеме заедно и да го слушаме, се разбира, гласот Божи. Библијата многу јасно гласно изборува кој е тој кој што може да го слуша гласот Божи. Евангелистот Јован ни запишал во неговото Евангелие. Всушност Јован ги запишал зборовите на Господ Исус Христос, дека овците кои што се во неговото трдо, во неговото стадо, го слушаат неговиот глас и не само тоа, туку и тие се покорни на неговиот глас. Се разбира, оваа вечер сме тука повторно заедно, да го проучуваме Словото Господово, да изучуваме од писмата, како од Стариот Завет, така и од Новиот Завет. Имаме серија предавања кои што верувам и тоа како може да бидат на благослов на секого еден од нас. Се разбира, барем за оние кои што ја слушаат емисијата, се разбира, гласот на вистината. Зборуваме за воскресението на Христа. Поминавме голем број на предавања, всушност серија предавања, изборуваме за тоа Христово воскресение. Многу често пати напоменував при сите овие емисии дека клуч на христијанството и срцето на христијанството е всушност воскресението на Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. И затоа зборуваат апостолите, конкретно зборува апостолот Павле, тој вели дека ако Христос не воскреснал од мртвите, празна би била нашата вера, празна би била нашата проповед, па дури и мисијата Гласот на вистината. Но сепак ни дадохме доволно аргументи, доволно аргументиравме. Ги опфативме отприлика сите нешта и јас знам дека секогаш ќе има потреба да се зборува за оваа прекрасна тема, затоа што кога зборуваме за воскресението на Исуса Христа е прв чекор за еден подобар живот и за еден подобар свет кој сите ние сепак го посакуваме и имаме, се разбира, надеж. Ке продолжиме и оваа вечер да зборуваме сепак за Христовото воскресение. Колку е многу важно и колку е многу клучно Христовото воскресение. Иако видовме дека постојат групи, одреден број на луѓе кои го побиваат Христовото воскресение. И тој глас уште пред 2000 години, па наваму се денес, се шири дека Христос не воскреснал од мртвите, па ниту бил распнат на крстот. Дека на народот им се причинувало дека Христос бил на крстот. Всушност, таа теорија, која Библијата ни открива дека неговите ученици го украле, потоа зборува дека тој бил онесвестен и така натаму, но според сите библиски извори, документи кои ние ги поседуваме, всушност Библијата, која е најстара книга во светот, таа ни зборува. Таа уникатна книга ни зборува дека Христос воскреснал од мртвите. Па дури по ова прашање, по Христовото воскресение, дури се воведува или се доведува до прашање исто така дури веродостојноста на Библијата. Затоа Библијата го открива сето ова многу јасно и гласно дека Христос воскресна од мртвите и ние затоа изборуваме оваа вечер дека Исус Христос воскресна од мртвите. Амин. Што ни зборува писмото за воскресението на Господ Исус Христос? Сакам да погледнем уште неколку стихови, како од Стариот, така од Новиот Завет. Што Библијата по оваа прашање ни зборува? И реков дека Библијата го има најсоодветниот одговор
по ова прашање. Дали Исус Христос воскреснал од мртвите? Се надевам дека дојдовте до некој заклучок, до некое видение, всушност, или до некоја порака по прашање на Христовото воскресение, дека тој воскреснал од мртвите и дека е жив. Но повторно ќе можеме, како што реков, да се послужиме со Библијата, со зборот Божи и да дадеме неколку одговори по оваа прашање, а тоа е всушност Христовото воскресение. Еве што ни вели Библијата. И заповеда Господ на една голема риба да го проголта Јона. И Јона остана во утробата на китот 3 дена и 3 ноќи. Ова ни е запишано во книгата на Јона, 2 глава, 1 стих. Книгата на Јона се наоѓа во Стариот Завет. И всушност точно го отсликува Христовото воскресение. Значи, книгата на Јона, 2 глава, 1 стих. И Господ на една голема риба и заповеда да го проголта Јона. И она остана 3 дни во утробата и 3 ноќи во утробата на рибата. Потоа уште Библијата зборува, уште одредени докази ни дават, вели вака, зашто ти нема да ми ја мирисеш или да ми ја оставиш душата моја во пеколот, ниту пак светото твој ќе види распаѓање. Тоа е запишено во Псалмот 16, 10 стих. Потоа, истото ова нешто го зборува псалмистот во неговиот 49 псалам, 15 стих. Всушност, ова се пророчки или пророштва кои зборува точно за воскресението на Исуса Христа. Па дури и случката со Јона, како што реков, зборува за воскресението на Исуса Христа. Потоа во Осија, 13 глава, 14 стих, исто така зборува, зашто ти нема да ми ја оставиш душата моја во пеколот, ниту пак светето твој нема да виде распаѓање. Ова е многу интересна и многу длабока тема, за која што можеби некоја во наредните емисии би зборувале. Но сепак самите стихови кои ги видовме од Стариот Завет зборуваат за воскресението на Христос. И затоа реков дека воскресението на Христос ни е опишано како во Стариот Завет, така и во Новиот Завет. Сепак, ова се пророчки псалми, дадени, се разбира, за Месијата, за оној кој треба да дојде, да пострада на крстот, да умре и на третиот ден, се разбира, да воскресне. Ако даде Господ, се разбира, наредната емисија со Божја волја, ние можеме да видиме всушност една од интересните прашања, кое што сепак повторно ќе кажам дека Библијата ни дава конкретен одговор. Дали самиот Исус го има предскажано своето воскресение, додека бил на оваа земја? Дали Исус зборувал за своето воскресение? Не само што старите пророци зборувале во Стариот Завет, но дали самиот Син Божи, кој се симнал од небото, кој се утелотворил во личноста на Исуса Христа, точно зборува за смртта, страдањата и неговото воскресение. Тоа, се разбира, ќе можеме да го видиме, ако даде Господ, да бидеме здрави и живи, наредната емисија. Затоа одиме чекор по чекор и затоа се овие серија предавања кои верувам дека ќе ви дадат една многу појасна слика по прашање на Христовото воскресение.
Затоа, до тогаш имајте убава, благословена вечер. Господ нека биде со вас. Господ нека ви даде мир во вашите души и во вашите срца. И Бог нека ги благослови вашите семејства. Имајте добра ноќ. Пријатно.